Токму во тој правец сакам да продолжиме. Верата. И некако дојдов до идеја, едно, затоа што оваа книга ми е многу убава, си ја сакам од поодамна, ја имам преведено на македонски, така да може би, ете во некоја прилика, ако дојдеме до идеја, можеме дори да ја отпечатиме. Значи, готова е. Може би само некоја ревизија треба да направиме. Книгата се вика "И ти можеш да одиш по вода". И ти можеш ходати по води. Од Томас Дејвис. Да, малецка жолта нешто, као со човек како оди по вода. Јас пред, не знам, не се сеќавам колку години, ама тоа беше сигурно пред овде да дојдам, значи пред 2005. Тамо некаде тие години седнав и ја преведов, навистина книга која што ми е мила и драга, и решив, и некако и паралелно и се поклопува со посланието, Јаковото послание, кој што ќе го проучуваме ова тромесечие, да секојаш кога јас ќе имам попладне во сабота, не исклучувам може би некојаш и од сапајле, ама поготово попладне, да глава по глава ја проучуваме оваа книга. Прекрасна е книгата, можеме многу што да извлечеме од. Да, и мојот живот денес исто ја имам преведено, таа е со утрински стихови, меѓутоа па можеме и да ја испритам како скрипта, ако некој сака, барем за сега. Моти не е многу голема таа книга. Да. Добро, во ред. Првата глава носи наслов "Верата е одење по вода". И ќе се користам со некои мисли од самиот писател, тој ми беше, меѓу другото, и професор во Шведска, заедно со неговата жена Маргарет Дејвис. Таа е позната по тоа што има исто издадена книга, според еден стих од Библијата, кој што гласи "Што треба да направам за да бидам спасен?" И ако се сеќавате едно време, тука со оние 3 хамери, еден вид на семинар држев, тоа е баш нејзиниот семинар. Жената мене ме подсекеше на Елен Вајд, кога дојде, и тоа 2 пати имав прилика да ја слушам, зашто 2 пати бев во Шведска, и вториот пат дори за 2-3 месеци пак се погоди таа да зборува, и со исто внимание, но меѓутоа со многу повеќе разбирање ја слушав. Сабота, ден сабота, еве како денеска, 5 или 6 предавања одржа од трајање од час. Со паузи од 5-10 минути меѓу предавање и нормално поголема пауза за ручек, што беше единствено. Како издржа, јас и се воодушевувам, не знам, во поодминати години се е уште постара од тогаш, а се уште ја држи Господ и се уште го изнесува истиот тој семинар за оправдување со вера. Нејзиниот маш исто така во тој правец, и оваа книга е во тој правец. И еве, на почетокот се спомнува еден пример со еден гуру, хиндуистички гуру, по име Садху, кој што објавил датум и време кога тој ќе зачекори на еден познат базен тамо во Бомбај, во бомбајските вестници ше било објавено и се собрале многу народ. Значи, тој објавил дека ќе зачекори и ќе оди по површината на водата во базенот. И предпоставувате што се случува. Случува. Не му успеало. Јас гледав од неодамна на еден клип на YouTube, еден некој си тамо волшебник американски, магионичар, како ќе викаат, како оди по вода, меѓутоа тоа беше трик. После дори покажаа како изгледа трикот. Значи, тоа некој стаклени платформи исподставено, па сега тебе ти изгледа од страна како да тој стварно чекори по вода. Ама се забележува, се гледа дека не оди по површината, туку малку го пропаѓа така тоа стапалото, таман колку да оди по таа платформа, да кажеме. Единствен човек, зборувам, успеал да оди по вода. Знаеме кој. Петар. Зборувам за човек. Петар. Но, констатацијата со која што јас се слагам со Томас Дејвис, тој вели дека е апсолутно нужно, апсолутно неопходно за секој христијанин да оди по вода, и тоа секој ден. Со тоа што одењето по вода е всушност верата.
кога збориме и велиме одење по вода, велиме дека тоа е всушност вера. Верата е одење по вода. И тоа верата е постојано одење по вода. Чудно тврдење, но многу вистинито. Ако отвориме во 14 глава Матеј 14 глава, да отвориме и да се подсетиме на тој случај. Знаеме, Исус нахранува мноштво на луѓе, 5000 луѓе, кото се повлекува, за момент ги пушта учениците да тргнат на другата страна од морето, ги зафаќа бура. 24 стих од 14 глава Матеја. Коработ веќе беше многу стадии далеко од брегот, измачувани од брановите, односно измачуван од брановите, зашто ветрот беше спротивен. Интересно, меѓутоа овде би застанал, само би кажал, интересен на овој податок. Ветрот беше спротивен. Ако сакате да бидете христијани, очекувајте ветрот да биде спротивен. Да ве удира во гради, а вие да одите спротив ветрот, спротив ветриштата. А во четвртата ноќ на стража дојде при нив, одејќи по морето. Исус доаѓа, се наближува кон коработ, оди по морето. Кога го видоа како оди по морето, учениците се исплаши и рекоа, тоа е привидение, дух. И извика од страв. А Исус веднаш им проговори и рече, бидете храбри, јас сум, не бојте се. Јас сум, да. Ево израз, бидете храбри, не бојте се, кој знае колку пати го има во Библијата. А Петар му одговори и рече, Господи, ако си ти, нареди ми да дојдам при тебе по водата. Петар, како Петар. Тој пак рече, Исус му рече, дојди. Само му рече, дојди. И Петар слезе од коработ и одеше по водата да дојде при Исуса. Тука ќе застанеме. И Петар тргна по водата. Петар одеше по водата. Знаете ли што е ова? Ова е спротивно на сите закони на физиката, како се викаше оној закон на хидродинамика, движење на вода. Но, значи, спротивно на законите природни, односно тоа е чудо. Тоа е нешто невозможно. Значи, Петар прави нешто невозможно. Знаете, едно мало камче, па ако го фрлите во вода, водата е таква чудна материја, кој што вели еден брат од Свети Николе брат Гоце. Вика, водата е таква чудна материја. Во што ќе ја ставиш таква форма, вика, ќе заземе. Во ваква шише, во таква чаша, таква форма. Односто е као без форма, нели, знаете. Чудна материја, односто, нели, може да биде во тврда состава, па во грасовите и така натаму. Но, навистина, едно мало камче, ако фрлите во водата, тоа пропаѓа. Не може да го држи водата. А овде гледаме човек, цел човек како Петар, не знам колку тежел, колкав бил, во филмовите обично го даваат како некој помалечок, така некако обично го даваат, брз, како што бил, брз на говор, но него го држи водата, тој оди, тој чекори по вода. Што е она? Прашањето се наметнува што му возможило на Петар да го направи тоа што го направи. Верата. И тоа вели Томас, верата не како само доволна сила која што собствената стварност ја создава од собствената сигурност. Тоа не е вера. Вера во себе, во своите способности. Туку, како непоколеблива доверба во Христовото Слово, дојди. Неговата наредба, што вели на Христа, му возможува да направи чудо. Христос го прави чудото. Но чудото се случува. Петар оди по вода. Овде има една силна поука, која ние како христијани мора да ја научиме. Основата на верата е заедницата со Христа, да го правиме она што е невозможно. Она што не можеме да го направиме со собствени сили. Значи, во заедница со Христа да правиме невозможни нешта. Водата му кажува дека, знаете, ние обично како христијани, ако си го анализираме животот, највообичен живот, ние живееме нешто многу поразлично од другите, доаѓаме во сабота на црква, дома е, кој ќе прочите, кој нема да прочите, кој има утреско, кој нема време, брза за работа или било што.
И што е толку многу поразлично? Што е тоа ние што правиме нешто? Нешто невозможно се случува во нашиот живот. Томас Девис вели, ако не е тоа случајот, тогаш прашање е колку сме ние христијани во вистинска смисла на зборот. Дали ние нашиот живот сведочи за нешто невозможно, да речеме, ете, дека, да, точно е, сите ние ќе кажеме некој искуство наше од минатото, ќе речеме, брат, траче може ќе каже, јас сум пушел, така беше, нели, си пушел порано. И сега одеднаш се случува невозможното. Трајче се обидувал, или било кој, се обидувал, по 5 дена издржувал, по 10, по 15, не знам бреме, за мојот братчет, можам да кажам, од Свети Николе, кој што се трудеше толку многу пати да ги остави и никако, пак ќе пропуши. Но се случува во еден момент невозможното. Прекинува со пушење. Дали нашиот живот е исполнет со такви нешта? Или пак, вообичаен живот си живееме, не како сите други. Верата е одање по вода, верата е правење нешто невозможно. Или овде вели, вистинскиот христијанин е оној кој што станал нешто што не може да биде. Се водушевуваме кога ќе слушнеме серијски убиец, го чека смртна казна, јас сум гледал на сателитската програма 3VN. Осведочен, да, точно е, вели, јас знам дека не можам да ја избегнам, таа си заслужив таа казна, дека го чека електрична столица. Но со вера гледа во воскресение, со вера гледа на своето спасение. Тој е обратен. Че нешто неверојатно, невозможно за серијски убиец. И вели, вистински христијани е оној кој што прави нешто што не може да го направи. И тој го знае сето тоа. Во духовна смисла тој постојано оди по вода. Сега, со која цел дојде Христос на земјата? Прво да го прикаже Божиот карактер, да му го били образот, да кажам, на Отецот, на Бога, а второ и да го врати она едемско обличие, оној едемски лик во самите нас, односно да го врати и кај нас неговиот карактер. Тоа беше причината за Христовото дајање. Се сеќаваме на Матеј 1.21, кај што се вели дека таа ќе роди син, се мисли на Марија, и ти ќе му го дадеш името Исус, зашто тој ќе го спаси својот народ од нивните гревови. И сега што е грев? И како црквата некојаш постапува према гревот? Различен пристап имаат различни цркви. Некои само гледаат да го третираат симптомот. Меѓутоа коренот на секое зло останува тука и знаете, ако земете и да кинете лисија од некое дрво, или како што вели овде Томас, дури и со мало ноженце, вика, ако тамо рецкате помалку по нешто тамо на коренот на дрвото, џабе е. Пак ќе дојде пролет, пак ќе разлиста, пак лисија, пак ништо не сте направили. Се додека не направите нешто како што и направија на липата овде, златната липа пред црква, на која што и го подкопаа коренот која ги местеа кантелабрите, и на крајот останавме, првен ја исекува оваа, овие ковшие, после и оваа ја соредија и останавме без липи. И сега не знаеме кога е јуни, кој што вели Јани некојаш. Го нема оној мирис, прекрасен мирис од липата. И тоа е тоа, доека не се сосече коренот. А како кажува Јован Крстител, најавувајќи го Исуса, Матеј 3.10, секирата веќе лежи при коренот на дрвото. Христос секојаш одел на коренот на проблемот, не на симптомите. И се сеќаваме на неговата позната проповед на гората на блаженствата. Што ќе каже? Ќе ги шокира сите. Сите гледале во фарисеите како луѓе кои што се први за Царството Небесно. А тие без да се покажат колку се верни, побожни, уште си додавале човечки закони, па саботата вака ќе ја држиме, па строги закони, па ова, по она. Меѓутоа, кога Исус ќе каже во Матеј 5.20, тоа било шок за сите. Зошто ви велам, ако вашата праведност не ја надмине нивната праведност, праведноста на фарисеите и книжниците, нема да влезете во Царството Небесно. И сега овие велат, па тогаш кој ќе се спаси? Па невозможно е ова. Ако фарисејот, за кој што спетаат дека е прв за во Царството Небесно, треба сега ние него да го надмиеме по праведноста, тоа што е невозможно. Господи, ти бараш нешто невозможно.
Иисус ќе каже во истата таа глава, 22 стиха, јас ви велам дека секој што се гневи на брата си без причина ќе биде виновен пред судот. Потоа вели, секој кој што гледа на жена со желба или на маж со желба, веќе извршил прелюба со неа во своето срце. Се чули дека било речено, люби го својот ближен и мрази го својот непријател. Тоа е 43-44 стих од истата глава. А јас ви велам, любите ги своите непријатели и молете се за оние кои што ве гонат. Невозможно. Да го любиме непријателот, оно што ме гони, оно што ме вцуе, оно што ме вреѓа. Него треба да го люби. А кој не люби, 1 Јованово 4:8, дури и своите непријатели, кој не ги люби, него познава Бога, зашто Бог е љубов. Дефиницијата за тоа што е Бог. 1 Јованово 4:8. И ако читаме во Коринќаните 13 глава, познатата глава, ќе видиме што е љубовта. Долго трпи, милостива, не завидува, не се фали, не се вообразува, не се однесува непристојно, не го бара своето, не се раздразнува, не држи сметка за зло, не се радува на неправдата, а и се радува на вистината, се премолчува, се верува, на се надева, се трпи, љубовта никош не престанува. И овде сите на глас можеме да кажеме, ова е невозможно. Верата е одење по вода. Верата е правење на невозможно, на нешто што е невозможно, нешто што не може да биде од нас, а тоа да бидеме. Тоа го прави верата. Божиот закон, ова е цитат од одбрани сведоштва, пораки. Selected messages, одбрани пораки. Божиот закон ги осудува љубомората, зависта, омразата, злобата, осветолюбивоста, страста, побудите кои што извираат од внатрешноста, но не се откриваат во отворено дело. Не затоа што за тоа недостасува волја, туку прилик. Овие грешни побуди ќе бидат обелодените кога сите скрини дела, било добри или зли, Бог ќе ги изведе на суд. Ево коренот, знаеме од каде све произлегува, од мислот. Од срцето, да. И сега некој ќе треба, да ви каже, односно Исус вели дека вие треба да ги смените мислите, треба да ги смените чувствата. А ако ја читате Елен Вајт, таа вели дека мислите и чувствата заедно го градат моралниот карактер. Тоа е тоа што ни треба, нели? Сите се бориме за карактер. Невозможно. Но во Матеј 19:26 Исус ќе каже на луѓето она што им е невозможно, за Бога е се возможно. И за Петар било невозможно, и за било кој од нас е невозможно да зачекориме по површината на водата. За Бога е можно. Тоа го видовме во случајот со Петар. И еве сега кажува овде едно мало искуство. Писателот вели, пред известно време разговарав со еден пријател кој не е христијанин за особините на љубовта од 1 Коринќаните 13 глава, кој што ги прочитав, ги знаем. Истакнував дека акцентот е ставен на внатрешниот живот. И да, така е. Тоа се оние скриени духовни гревови, така наречени. Не надвршни, не. Сите ние знаеме да гледаме попреко на пијаница, на не знам ваков, на курвар, на било што, меѓутоа на љубомората, на злобата, на зависта, на... Тоа е скриено, тоа не се гледа, меѓутоа тоа е корено, тоа е всушност она што го прави карактерот. Вели, љубовта не познава нетрпеливост, не знае за љубомора, никогаш не престанува и така натаму. И мојот пријател, вели, самоуверено заклучи, па тоа е невозможно. Не може да ги промениш своите чувства. Тие се всушност вие. И добро му одговорил, тоа си ти. Тоа е твојот карактер, твоите мисли, твоите чувства, тоа си ти. Тоа сум јас. Моите мисли, моите чувства. И изгледа дека е невозможно, да. И сега тој истакнува дека неколку групи на луѓе, еве, стоиците, нивна цел е отфрлање на сите чувства. Во хиндуизмот крајната цел е губење на сите желби, или јога. Ако некој вежба, може би подобро знае и од мене, меѓутоа да се испразниш од самиот себе си, тоа е целта. Не, табула раса. Така ли беше? Може би грешам. Празна табла, нема ништо на тебе. Треба се да тргнеш. Епа, ако тоа е нивната цел, а овде Бог, нашиот спасител ни вели дека треба да ги средиш мислите и чувствата тука. Како можеме да
да кажеме дека тоа е нешто што е премногу. Кога е и во други групации, религии, сака да се постигне на таква цел. Навистина да се стане христијанин, да, значи да се бара од Христа следното. Господе, нареди ми да дојдам при Тебе по водата. Односно, Господе, дај ми сили, затоа што јас не можам, тоа е за мене невозможно, да секој ден одам по вода. Тоа е верата. Верата е одењето по вода. Невозможно е, за кого од нас е возможно да го оттрне гревот од себе? За кого од нас е возможно да го победи гревот? Е било која грешна страт, слабости, имаме слабости. Минатиот пат кажавме, спомнавме, значи, често пати се случува да, кој знае 100 пати, стотици пати да паѓаме на едно те исто. Ето, слаби сме на некоја точка. Изгледа дека е невозможно за човек. Можно ли е за нас како луѓе да го држиме совршено Божиот закон? И тоа е исто така невозможно. Меѓутоа, верата е одење по вода, верата е правење на нешто што е невозможно. Верата во Христа, фаќањето за Неговиот збор, за Неговото Слово, за Неговите ветувања. А Исус вели, дојди на секој од нас. Ни вели, дојди. Ки видиме следниот пат, здравје, ако биде тоа следната сабота или некојаш понатаму, што всушност се содржи во таа наредба, дојди. Мислам дека тоа беше во другиот дел, меѓутоа имаше една мисла дека одлуката за да послушаме е наша, но силата за да ја извршиме таа заповед да ја држиме е негова, не е наша. За нас е невозможно. Но за Бога се е можно. Ќе продолжиме следниот пат. Нека му е слава на Бога. Амин.